Апсурдни, но опасни се тезите за формирање на широка коалициона влада по изборите и албанец на премиерското место доколку некоја од македонските партии не освои мнозинство, смета универзитетската професорка Татјана Каракамишева. Според неја, ваквите сценарија се неостварливи на терен, а целта е додворување на албанското гласачко тело. Во Македонија начинот на кој што се избира премиер е уставно утврдена категорија. Се работи за лице кое што доаѓа од најбројната политичка партија која што победува на изборите. Најбројна политичка партија која победува на изборите не може да биде албанска, сепак на крајот албанецот не одлучува за македонец. И тоа е така, тоа е во менталитетот, тоа е во кодот на албанецот. Така што јас се сомневам дека било што од ова би одело во полза на СДСМ и на Зоран Заев. Пред неколку денови универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски на трибина во Словенија организирана од институтот ИФМС најави дека за да се изврши притисок за формирање влада на широка коалиција, со странците на маса било ставено и решавање на прашањето за името. Тој на предавањето изјави дека според него 6% од албанците во Македонија ќе гласаат за СДСМ. Позиција опозиција е веома радикална и веома чак неразумливо позитивна према албанцima, на штету може да губи така неки македонски гласова. Ту Заев игра храбрije nego što bih ja očekivao, recimo. Ja mogu to reći da sam albanski jezik možda može učiti iz prvog razreda. Makedonci možda mogu da uče fakultativno albanski od prvog razreda, to nije strašno, to je okej. Za političkog lidera bi sugeriralo da to preskoči u kampanji. To radio direktno, pardon. Prvi put u istoriji 6% Albanaca će glasati za СДСМ. Идејата за двојазичност на целата територија на Република Македонија, лидерот на СДСМ Зоран Заев ја промовираше и во земјава и пред албанската диаспора во Швајцарија, уште пред почетокот на изборната кампања. Во неколку телевизиски интервјуа Заев отворено изјави дека смета на албанските гласови за СДСМ со дефинирање на албанскиот јазик како државен и доколку е потребно проширување на рамковниот договор и менување на уставот. И очекувам СДСМ да добие најмногу албански гласови, па после некоја друга политичка партија од албанскиот блок. Охридскиот рамковен договор не е доволно. Мора да одиме преку Охридскиот рамковен договор. Од ВМРО ДПМН е вела дека раководството на СДСМ ги манипулира своите членови, убедувајќи ги дека ќе се формира широка коалициона влада по изборите. Го убедуваат сега нивното членство дека ќе изгубат само малку и дека ќе станат дел од широка коалиција. Додека се борат да ја спречат депресијата во која запаѓа нивното членство и гласачи, сакам да им порачам од тука откочени дека разликата нема да биде мала, туку ќе биде огромна. Дека ВМРО и коалицијата ќе победи со така голема разлика, што ќе им биде непријатно. На памет нема да им падне да бараат да влегуваат во широка коалиција. Околу двојазичноста во Македонија, која ја најавува опозицијскиот лидер Заев, реагира и останатите поголеми етнички заедници, како турците, ромите, србите и бошњаците. Според нив, двојазичноста за која зборува Заев, практично ќе значи дека земјава и официјално ќе биде бинационална држава. Велат дека помалите етнички заедници нема да дозволат воведување на двојазичност, бидејќи тоа е привилегија само на албанците, а тие не се единствено малцинство во Македонија.